Во 9 часот и 3 минути е вистинското време да го напуштиме за момент студиото на телевизија Алфа и да се вклучиме линковски од едно сосема друго место. Се вклучуваме од Фармер Бој, од тамо ни е линкот, од тамо ни е и Ивана, еве ја гледате веќе и на вашите мали екрани. А Ивана ке зборува со незиниот соговорник или соговорничка, ке видиме што, кој е на Ивана гостин за ке зборуваат за тоа што најмногу се конзумира од овошје и зеленчук во летниот период. Ивана, добро утро. Јас мислам според мене, може би грешаме, веќе ме коригирате, дека најмногу во лето се од овошје се конзумира лубеница и диња, бидејќи имаат многу течност и вода во себе, а од зеленчукот може би доматот и краставицата, ама дали е тоа така, ке дознаеме во наредниве минути и од твојот соговорник. Повелете. И пиперките, Ирена, да не ги заборавиме. Добро утро до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Ово утро ве поздравуваме од Фармер Бој, каде што можете да се најдат најразлични видови на овошје и зеленчук. Овошје и зеленчук кои што се и многу ретки, но и секако и оние кои што се застапени на нашето поднебје, но и екзотични овошки кои што се наоѓаат многу ретко низ нашава земја. Може да се најдат и органски производи од локалните производители. Токму со Славица Делова Димовска и со Миле Стојановски, кои што веќе 4 години се дел од Фармер Бој, ово утро ќе зборуваме за што се може да се најде овде, но и за тоа по каква цена се продаваат сезонските овошје и зеленчуци во овој период. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Фармер Бој постои веќе 4 години. Може ли еве накратко, Славица, да ни ја раскажете приказната што представува Фармер Бој? Да, Фармер Бој на 3 април прослави 4 години и Фармер Бој настана како една ексклузивна идеја која што се состои во избор пред се на квалитетни производи, исто така збогатен асортиман на производите и пред се и добрата услуга. Така, што се може да се најде овде? Има навистина голем избор на овошје и зеленчук, работи дури кои што не може да се најдат ниту по пазарите. Да, добро утро. Во моментов имаме локални производи кои што се сезонски производи, исто така имаме и производи кои што се во сезона, но не се произведуваат во Македонија, туку во останатите држави во светот. Буквално од целата земјана топка може да се најдат, исто така локални органски производи, безглутенски производи. Што еве од екзотичните овошје има овде на асортиманот во Фармер Бој? Во моментов најпродавани производи кои што нашите муштери најмногу ги барат се златниот ананас, манго кентот, папајата, питахајата и гранадилата. Што е најбарано еве во овој период? Летото веќе нели си има своји овошје и зеленчуци кои што ги има во изобилие во нашата земја. Што најмногу се троши, што најмногу сакаат луѓето во овој период? Моментално најпродаван е нашиот 100% цеден природен сок од портокал, кој што е моментално и најбаран. И исто така имаме од производите кои што ги нудиме и најпродаван производ не е златниот ананас, каде што самите купувачи се доста задоволни. Да, она што е актуелно, нели, или што е многу сезонски сега, доматот, краставицата, пиперката, лубеницата, дињата и она што ги интересира гледачите, нели, какви се цените на овие овошје и зеленчуци? Иако се трудиме како продавница да направиме еден компромис помеѓу цената и квалитетот на самите производи. Не ни е битно да бидеме најевтини на пазарот, туку да имаме најдобар квалитет на самите производи кога ќе дојдат потрошувачите да пазарат, да можат слободно да си земат од производите без да размислуваат дома каков е квалитетот на самиот производ. Какви се цените?
Па ова е доста сензитивно прашање, а ние секогаш гледаме цените да бидат, нашиот квалитет да биде на самите производи најдобар во однос на цените, и нашата цел и нашата фокус е ставен во тоа да немаме ние најевтини производи во градот. Нашиот фокус е ставен да имаме најквалитетни производи на органски производи, на зеленчук и на овошје. Така, летниот период особено е, мислам дека потежок и за производителите, но и за оние кои што ги продаваат, нели, овошјето и зеленчуците, па како се чуваат овошјето и зеленчуците во овие жишки топли летни денови? Производите кои што немаат многу влијание од надворешната температура ги чуваме на отворен простор до максимум 24 степени, а производите кои што има значителна надворешната температура, тие се одржуваат во фрижидери на температура од 2 до 10 степени. Споменавте дека соработувате со локалните производители. Што се може да се најде од локално тука кај вас, оние кои што сакаат, нели, да си поддржат македонски производи, но и пред се, нели, да биде тоа органско? Македонското производство во Македонија е значително намалено, но нашата соработка со локалните производители ни овозможува континуитет во текот на летниот период на органските производи, но исто така и на раноградинарските конвенционални производи. Може да се пофалиме дека имаме преубав македонски јабучар, краставица органска, домат органски, органско шери, кои што благодарение на нашата соработка со локалните производители од Гевгелија, Кочани, Струмица и Валандово. Да, има секако и органска боровинка, малинка, она што е исто, нели, сезонски сега за овој период од годината. Да, моментално имаме исто така и органски производи како што е малина, капина. Тие се сезонски производи кои што гледаме секогаш да имаме и доволна количина и да се достапни за нашите потрошувачи. Ви благодарам на одвоеното време и верувам дека ги освеживме гледачите ова утро со оваа слика која што навистина е прекрасна тука и навистина има изобилие на витамини. Ви благодарим и на вас. Благодариме. Да, Ирена, ние ќе ве поздравиме, верувам дека уживавте со оваа прекрасна слика која што благодарение на снимателот Целе Ристевски имавте можност да ја видите од тука, од Фармер Бој, па еве предлог може би како да се освежите овој ден со парче свежа, ладна лубеница или пак парче диња, секогаш ни се добре дојдени во овие жешки денови кои што ги преживуваме на некој начин, така што ние ве поздравуваме од тука и внесувајте доволно количество на вода, овошје и зеленчук во текот на денот. Така е, благодарам Ивана до тебе и до твоите соговорници.